Околу 10.500 штипски пензионери се жртви на политиките на СДСМ и нивните пензии во просек ќе се намалат за 500 денари. Со вакви обвинувања излегува на пресконференција од опозицијската ВМРО ДПМН, посочувајќи дека со новото законско решение за усогласување на пензиите се гази достоинството на пензионерите. Оваа категорија на граѓани живее на работ на екзистенцијата. Нема доволно лекови на позитивна листа, а потрошувачката кошничка е се поскапа. И наместо владата да им овозможи да имаат квалитетен живот во оваа доба, таа го крати и она што законски го заслужуваат. Предвидените законски измени ги ставаат во неповолна положба оние кои земаат најниски пензии и во услови на најмало зголемување ќе добиваат помалку од пензионерите со поголеми месечни примања. Поради ова, ВМРО бара враќање на стариот закон, кој според нив на пензионерите им гарантира сигурност и стабилност. За да ја заштити оваа целна група, пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија поднесе предлог закон за изменување на законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кој се предвидува да се врати старото законско решение со кој изминатите години пензионерите континуирано добиваа зголемување на пензиите. Од друга страна, од СДСМ преку писмено соопштение излегува со сосема спротивен став. ВМРО ДПМН со нивни лоши и криминални политики зад себе остави огромен дефицит во фондот на ПИОМ и директно им наштити не само на сегашните, туку и на идните пензионери. За разлика од таквиот неодговорен однос, владата предводена од СДСМ обезбедува редовна исплата, континуиран и стабилен раст на пензиите. Ако во 2016 година просечната пензија изнесувала 13.754 денари, во 2018 година таа изнесува 14.421 денар. Владата со закон дефинираше дека пензиите ќе се усогласуваат редовно и тоа 2 пати во годината, а воведена е и законска одредба за усогласување на пензиите од 1 април, доколку бруто домашниот производ во претходната година има реален раст повеќе од 4%. Стои во реакцијата од СДСМ.